Активноста млади атлети на Здруженијето Инклузива продолжува и годинава, овој пат со поддршка на општина Куманово. Минатата година како пилот проект беше поддржан од специјална Олимпијада Македонија, информира председателката на Инклузива Благица Димитровска. Според Димитровска, лани во активноста биле вклучени 125 деца во едно основно училиште, а резултатите биле видливи за само еден месец, односно се подобрувала моториката кај децата, концентрацијата, ориентацијата, когнитивните вештини и најмногу социјализацијата, затоа што станува збор за инклузивна група, што пак значи дека заедно спортуваат дечињата со попреченост и децата без попреченост. Председателката посочува дека бенефит имале и дечињата без попреченост, затоа што почнале да ги препознаваат разликите на другите, но и давале несебична поддршка и се дружеле без никаков страв и предрасуди. Ова е пример што треба да го практикуваат и возрастните, вели Димитровска. Оваа година Инклузива аплицираше до општина Куманово. Проектот е одобрен и поддржан за активности во две училишта. Сега во моментот ги формираме групите кои повторно ќе бидат инклузивни, вели Димитровска. Во едно од училиштата ќе има ученици и од други училишта, не само од едно, така што продолжуваме со полна пареа и се надеваме на уште поголеми резултати и дека од наредната година сите училишта во градот ќе се вклучат со вакви активности, затоа што тоа е основно право на децата со попреченост. Активноста млади атлети ја реализираат стручни лица од Здруженијето Инклузива и професори по физичко и здравствено образование од училиштата. Инаку Инклузива е во фаза на отворање на центар за индивидуална работа со дечиња со попреченост, кој е поддржан од општина Куманово. Секојдневно се среќаваат со семејствата, ги слушаат нивните потреби, се прават групи. Покрај овие активности работат и на други проекти со кои ги поддржуваат и образовниот процес, процесот на вработување на лицата со попреченост и сите човекови права кои не се застапени целосно во нашето општество, укажуваат на проблемите со непристапноста на објектите. Во прва посета на општина Куманово денеска беше делегација од Европската Унија представувана од Еди Грејв, регионален советник за безбедност и антитероризам, Христо Тончев, политички советник и Даница Стушевска, програм менаџер за внатрешни работи. На средбата разговаравме за сите модерни предизвици, како и за справување со проблемот со илегална миграција и како општина Куманово се избори со тој предизвик, вели градоначалникот Максим Димитриевски. На средбата присуствувале и членовите на акцискиот тим на заедницата формиран 2019 година Стефан Петковски и Александар Јовановиќ. Министерството за внатрешни работи ги потсетува граѓаните дека важноста на возачките дозволи со старото уставно име согласно со промената на Законот за безбедност во сообраќајот е заклучно со 31 декември 2024 година. Министерството ги повикува сите граѓани кои се уште имаат возачка дозвола со старото уставно име да ја обноват својата возачка дозвола до истекот на рокот, со цел да не се создаваат непотребни гужви. Министерството за внатрешни работи ги потсетува граѓаните дека важноста на возачките дозволи со старото уставно име, согласно со промената на Законот за безбедност во сообраќајот, е заклучено со 31.12.2024 година. Министерството ги повикува сите граѓани кои се уште имаат возачка дозвола со старото уставно име да ја обноват својата возачка дозвола до истекот на рокот, со цел да не се создаваат непотребни гужви. Сите капацитети на Министерството и шалтерите на управните служби функционираат во полн капацитет и можат да ги услужат граѓаните да ги заменат своите возачки дозволи во редовниот рок до 31.12.2024 година без никакво доцнење и гужви. Царинските службеници во текот на изминатата недела спречиле шверц на женска облека на граничниот премин Табановце и откриле бункер во возило. Во првиот случај вкупно 292 парчиња женска облека биле откриени од страна на службата за мобилни скенери. На граничниот премин Табановце автопат за влез во државата бил пријавен автобус со српски регистарски таблички кој сообраќал на редовната линија Белград-Скопје управуван од српски државјанин. При контрола на автобусот во 3 патни куфери
сопственост на возачот, биле пронајдени непријавените производи, информираат од Царинска управа. Предметите, како што додаваат од Царинска управа, привремено се задржани, а против возачот ќе биде поведена прекршочна постапка. Во вториот случај било откриено возило со бункер од страна на мобилен царински тим со скенер. Сдруженијето за развој на земјоделството и заштита на животната средина Живот од Куманово ќе одржи работно иницијативен состанок на представници од науката и бизнисот на 27 септември годинава во салата на Советот на општина Куманово со почеток во 10 часот. Состанокот се организира во рамките на 7-миот меѓународен саем на органски и традиционални производи органска трпеза и 3-тиот меѓународен саем за земјоделство, технологии, храна и преработки Агромак. Главната тема на состанокот ќе биде органска и функционална храна, иднината на Македонија и регионот на југоисточна Европа. Долгометражниот музички документарен филм The Hip Brainstorm в среда со почеток во 19 часот ќе биде прикажан во Занаетчискиот дом. Темата ќе биде кумановската музичка сцена во периодот од 1988 до 2003 година, кога Љубиша Петрушевски, основачот и декан на Евроколеджот Куманово, активно се занимавал со музика. Петрушевски во тоа време бил и председател на музичката младина. Инаку документарниот филм е во режија на Јане Алтипармаков, а во продукција на Петрушевски. Филмот бил промовиран во 2020 година во Скопје, а е прикажан во уште неколку градови, како и на меѓународни фестивали. Обично причината поради која ве повикувам е уписите на Евроколедж, кои патем кажано се во тек, заедно со уписите на Лондон Метрополитен универзитетот. Но главната причина поради која сте овде е најавата на долгометражниот филм, музички документарец The Hip Brainstorm, кој ќе се промотивно прикажува во Занаетчискиот дом во среда, значи на 18 септември, со почеток во 19 часот. Темата ќе биде кумановската сцена од прилика во периодот од 1988 до 2003 година. Тоа е она со што јас се занимавав активно пред да го почнам Евроколедж. Значи, најпрвин како председател на Музичка младина 1988 година до 1991 година, заедно со Музичка младина во тоа време го формиравме првото списание за музика и култура ММ. Организиравме разни радио емисии, бевме во добар контакт со ТВ Куманово, заедно со ТВ Куманово го направивме летлиот рок фестивал 95-96 година. Организиравме патување на Рейдинг фестивал и што е најважно, формиравме разни клубови. Еден од тие Ариел, кој баш беше во Занаетчискиот дом, така да на некој начин символички се враќаме пак на тоа исто место. Неколку важни групи беа формирани како со поддршка на Музичка младина, значи ТБ Трачери, Морби Джокер и конечно The Hip. Сите тие добија култен статус кај помладата генерација. Еден од тие, Јане Алтипармаков, кој е инаку режисер по професија, се зафати со правење на документарец, одушевен од цела таа сцена од периодот 2016 година до 2019 го правеше документарецот во продукција моја, бидејќи јас ги имав сите снимки од тоа време. Промоцијата се одржи во 2020 година за време на ковидот, али успеавме да го направиме тоа во склоп на филмскиот фестивал Скопски. До сега промоцијата се одржа во Струга, во Гевгелија, во Прилеп, неодамна и во Крива Паланка пред месец дена. Филмот доби многу награди и се прикажуваше на интернационални фестивали и во некои балкански градови. И мислам дека сега конечно е редно да направиме финална проекција на тој документарец во градот за кој фактички тој документарец изборува. Значи, сите оние кои се биле активни учесници, а ги имаше многу, на таа музичка сцена во 90-тите години, сите оние кои се биле индиректно поврзани, нека повелат да на некој начин се подсетат на тие времиња кога Куманово беше навистина град и кога луѓето од цела Југославија и од Македонија доаѓаа во Куманово. Ќе имаме снимки тука и од големите бендови ЕКВ, Електрични оргазам, Парти Брейкерс, Казна за уши, кои сите доаѓаа во Куманово.
Така да Куманово беше стварно културна престолнина на андеграунд музика добри 10 години. Би било добро да дојдат и доста млади луѓе, кои можеби сега тоа чувство го немаат во овој град, кој е малку повеќе свртен кон некоја промовирање некоја друга култура, за да добијат инспирација и да видат како тие млади луѓе без многу средства, али со голем ентузијазам, таму некаде пред 30 години и повеќе, направија нешто за што пишува во англиски весници, правија промоција британски продуценти, например во самиот документарец ќе го видите и еден од најдобрите англиски критичари и продуценти Џон Роб, и да се подсетиме на некои работи од аспект на тоа како не гледаат другите. Значи, поголем дел од документарецот се критичари кои не се од Куманово, кои се од Скопје, од околината, од Англија, кои во кумановска сцена гледаат како нешто најважно што е направено во македонската култура во 90-ти, а ние треба да почнеме ние да си го цениме тоа истото наше. Јас и во тој момент, а и сега тврдам дека тачно знаевме што правевме и знаевме дека правиме нешто големо. Така да, ајде да дојдеме и да ја прославиме кумановската култура на соодветен начин. Каја Милевска од основното училиште Кочо Рацин освои прво место на 50 метри слободен стил, а Желјко Младеновски од основното училиште Браќа Миладиновци трето место на 50 метри градно на државниот надпревар во пливање за основни и средни училишта кој деновиве се одржал во Скопје. Двајцата надпреварувачи од Куманово биле во категоријата до 5-то одделение под менторство на професорите по физичко и здравствено образование Ненад Младеновски и Марија Митиќ. Државното првенство во пливање за основни и средни училишта е во организација на Федерацијата на училишен спорт на Македонија во соработка со Општинскиот сојуз на училишен спорт на Аеродром, а се одржа во спортскиот центар Борис Трајковски. Од Центарот за управување со кризи и денеска апелираат за поголема внимателност заради најавените метеоролошки промени со дожд на места и со засилен ветер, за редовно чистење на локалните одводни канали, а и да не се фрлаат отпадоци во нив. Во соопштението испратено до јавноста, оттаму уште информира дека во последното деноноќие биле пријавени 3 пожари на отворено во урбани средини и населени места, како и за свлечиште помеѓу селата Согле и Богомила во општина Чашка. Оттаму вела дека во последните неколку месеци свесноста на граѓаните за реално пријавување на проблеми е зголемена и подсетува дека единствен повикувачки број за итни случаи во Центарот за управување со кризи е 112. Во аптеките низ земјава од денеска се достапни 9 нови генерички лекови кои се додадени на позитивната листа. Меѓу нив опфатени се лекови за висок притисок, срцеви заболувања, лекови за третман на депресија, како и за деменција. Проширувањето беше најавено во август, кога министерот за здравство Арбен Таравари кажа дека на листата се додадени 9 нови генерички лекови, а тоа се 87 лекови во различни имиња и форми. Која било доза од 9 генерички лекови од кој било производител, за пациентите ќе ја покрива Фондот за здравство.